Нареден прилог кој што следи во денешната емисија е редовниот прилог подготвен од дипломираниот земјоделски инженер Глигоров Стојан, вработен во Агенцијата за унапредување на земјоделието. Што е интересно за земјоделието во овој период, односно што подготви за денешната емисија, предлагам да дознаете од прилогот кој што следи, а уште ќе повторам, го подготви дипломираниот земјоделски инженер Глигоров Стојан. Еве, почитувани гледачи, денеска ќе поразговараме малку околу културата карфиол и тоа како втора култура која што претходно беше посадена со домата, каде што имавме едно изврсно квалитетно и квантитетно производство и кое што производство доминираше повеќе како класа, во прва класа. Значи, се наоѓаме во пластеник засаден со културата карфиол и тоа како втора култура под заштитен простор. Што значи тоа? Значи, имавме индетерминантна сорта на домата, која што имаше берба до покасен период. Од таму, значи, имавме краток период околу адаптацијата и внимавањето и околу обработката на почвата, која што беше неминовна. Значи, и беа обавени сите предсеидбени активности и превземени еколошки мерки, превземени агротехнички мерки околу обработката на почвата, како и ѓубрењето, и понатаму, значи, беше извршено повторно испитување на агрохемиска анализа, испитување во однос на pH и ECA вредност кај се наоѓа, и така да и дел на микроелементи кои што беа претходно ѓубрени или застапена површината, претходната површина со култура која што, значи, имаше прихранување. Како што и самите можете да согледате, карфиолот, значи, веќе сме половината на декември месец, значи, не само на отворено, како што спомнуваме и во другите емисии, зелкова култура е, која што е поиздржлива на пониски температури, но не значи дека може само во одредени региони да се одгледува како култура на отворено. Што значи, карфиолот е култура која што, почитувани гледачи, се одгледува зависно од сортата која што треба да се внимава, која сорта, дали е за позаштитен простор, дали е сорта со долгостасно, значи поголем вегетацијски период, дали е со пократок вегетационен период, каде што во последно време доста внимаваме, значи, на таквите сорти, значи, да се бараат и да се одгледуваат по сорти со пократок период. Овде се сретнуваме со сорта на карфиол, кој што и самите може да бидете доста напреден, и веќе имаме извршено 2 берби на дистиот, каде што и понатаму продолжуваат, значи, со вегетацијата, одгледувањето и бербата према потребите од пазарот. Сите мерки и сите активности се застапени како и производството на отворено, меѓутоа во ситуација, значи, во една предност што овој пат имаме одгледување на карфиол кој што ни служи во периодот каде што веќе се намалени понудите или е намалена потрошувачката, не меѓутоа понудата од страна над земјоделските производители, бидејќи се смета дека карфиолот, барем во нашиот регион, има одредено време над сеидбата над расадот, одредено време над расадување и одредено време на берба, каде што се стрекјават, значи, и количински, и по квалитет, се стрекјават во исти период, каде што имаме некој пат и во изобилство, некој пат имаме толку производство каде што не може да се откупи редовно. Меѓутоа, еве, сакаме да напоменеме, значи, да потенцираме не само одгледувањето на отворено, почитувани гледачи, карфиолот се одгледува и во заштитени простори, каде што апелираме на овие места и простори каде што земјоделскиот производител може како втора култура, значи, да, каде што има или поседува заштитени простори, да го искористи површината, да искористи како култура
карфиол или зелкова култура, меѓуто од една страна, од друга страна, почитувани гледачи, овде се внимава и на плодоредот кој што е многу битен во растителното производство. Ние сме на подрачје каде што често пати се нашите земјоделски површини оптеретени со земјоделски култури, каде што и покрај внимавањето околу површините, околу плодноста на почвата, околу културите, значи тие се оптеретени цела година, значи сметајќи од 1.1. па до 31.12. во годината се нон-стоп под култури и затоа потребно е да се врши таквата активност околу плодоредот, каде што, значи, по пат на тој плодоред се заштитува биодиверзитетот на површината на почвата, збогатеноста на почвата со азот, збогатеноста на почвата со хумусни материи или активни материи, каде што неминовно е понатаму и со самото припрема и со самите површини, со самото одгледување на другите култури да имаме едно квалитетно производство без обзир како се одгледува, која култура се одгледува, во кој период се одгледува, значи застапеноста е како култура, значи на површина каде што ќе очекуваме и понатаму од истите површина добар квалитет и количини. Значи од битно значење, иако е зелкова култура и како карфиол, каде што во нашиот регион многу ретко можеме да сретнеме како втора култура да биде засадена под карфиол и можеме слободно да напоменеме тука е засадена втората половина на август месец или при крајот на август месец е извршена сеидбата на стално место, значи за тој период, краток период, веќе имаме две берби, што очекуваме и понатаму, значи имаме постепена берба, како се формираат главиците од карфиол, така и да се врши и бербата. Меѓутоа се внимава и околу заштитата. Значи немаме толку голем напад од инсекти, значи немаме толку голем напад како и што самите можете да видите, немаме напади од габни заболувања, што значи температурните услови се ускладени така да одговараат за производството на таква зелкова култура како што е карфиолот, па тука може исто така да напоменеме исто така и одгледувањето на броколата е од битно значење, бидејќи исто е така и таа треба да биде секојдневно, значи редовно застапена во исхраната на човекот. Значи од битно значење е и ова зелена маса отпосле при самата обработка која што ќе ни послужи за понатаму при припремата на површината и како зеленично ѓубриво, што значи понатаму со самата ферментација или поминот во ѓубрива, во органски ѓубрива, значи се збогатува почвата со микроорганизми кои што понатаму вршат разлагање над активните материи, кои што биваат достапни до корофи систем и така натаму. Значи, многу битно е и како втора култура, многу битно е и како површини, кои што може значи да бидат оставени како у површини слободни, значи да бидат угарени или обработувани. Меѓутоа, почитувани гледачи, почвата, ќе напоменеме повторно, значи почвата е душата на растението. Секој пат нема значи последици од одгледувањето, освен ако се тоа одгледува на начин кој што не е адекватен за едно современо земјоделско производство. Значи имаме начини кај што не се внимава околу културата, не се внимава и околу нејзиното одгледување. Не е битно да значи таа култура дали ќе биде засадена, меѓутоа со што ќе биде засадена таа култура, како понатаму ќе се одгледува таа култура, што очекуваме од истата култура, тоа значи е сепак резултат на самиот земјоделски производител, неговата активност околу одгледувањето, неговата сериозност и пристап према самото растение и пристапот према самата почва. Понатаму технологијата на одгледување, значи како тука што можете да забележите, тука е наводнувањето по систем капка по капка,
каде што се внимава и на температурните услови, меѓутоа се внимава и околу прихранувањето над растенијата, значи при испитувањето спомнавме дека имаме некои елементи кои што се во доволни количини, меѓутоа имаме елементи кои што се потрошени од претходната култура. Тоа секој пат, значи, почвената анализа ни е параметар кој понатаму треба да се движиме, за која култура и кои елементи, како макро и микроелементи не се потребни за едно успешно производство, за едно производство кое што понатаму ќе ни даде добар резултат, ќе ни даде добри количини и квалитет, а секако и во такво време како што сега се наоѓаме, значи тоа е веќе половината на декември месец и веќе поминуваме во втората половина на декември месец, а тука како што и самите можете да се огледате, значи бербите ќе продолжат и јануари месец наредната година, значи ќе имаме секој пат едно свежо производство кое што не е оптеретено со третирање на разни пестициди или пестициди кои што се со долги каренци, исто така инсектициди кои што исто така не се полезни за човечкиот организам, значи со каренци кои што не се дозволени. Овде, значи, почитувани гледачи, имаме едно производство кое што навистина заслужува едно внимание, кое што понатаму и другите земјоделски производители можат да го погледнат, можат да се огледат некои позитивни работи и да можат истите да ги приминат, бидејќи во таквиот период како што е сега, значи да се дојде до едни финански средства кои што понатаму ќе му послужат на самиот земјоделски производител во исто така во набавка над репроматеријали како ѓубрива, како основни ѓубрива, како семенски материјал кој што е многу битен. Исто така да напоменеме и околу кога зборуваме за семенскиот материјал треба да се внимава околу набавката на таквиот семенски материјал, без обзир, значи ние моментално, значи, во напредна фаза е расадопроизводството над зелката. Исто така имаме веќе расадување на стално место, каде што имаме површини кои што се под контролирани услови, каде што веќе имаме веќе расадување на стално место, без обзир дали е расадено на стално место и тоа е во добра кондиција, меѓутоа благодарејќи над добрите временски и климатски услови, значи растенијата и те како добро вегетираат. Што значи, со една координација, со една соработка помеѓу советодавната служба, помеѓу земјоделскиот производител, значи и опасната кои што ги даваме према земјоделските производители, треба внимавање околу климатските промени, треба внимавање околу набавката на семенскиот материјал, пред се зошто се набава тој семенски материјал, каков е тој семенски материјал, дали таквата култура која што е планирана успева на таа површина која што е веќе зацртана кај земјоделскиот производител да биде засадена. Значи, почитувани земјоделски производители, внимавајте околу набавките на таквиот семенски материјал, објаснување за нивната сортна особина, објаснување за нивната ратливост и така да внимавање од каде се набавуваат, како се набавуваат таквите семенски материјали, за да не би дошло до понатамошни грешки околу поникнувањето, понатамошни грешки околу самото расадопроизводство, така да знаеме основа е семенскиот материјал, понатаму е основа за едно квалитетно производство е и здравиот расад, бидејќи само со здрав произведен расад можеме да очекуваме и поголемо производство. Значи, овде моментално, значи, како што сме на ова површина, после бербата ќе има постбербени активности или припрема над површината, примена на фитосанитарни мерки кои што следат редовно, значи неизбежно. Обработката на почвата е основа која што понатаму ќе ни даде другите резултати околу другата култура или културата која што следи за наредната година, која што е веќе планирана, и така да, значи, се надеваме со
успешна наша соработка помеѓу агенцијата и советниците кои што работат на советодавната служба и земјоделските производители да дојдеме до едно посовремено производство, поквалитетно производство каде што ќе биде и добро завршена годината, успешно завршена година со добар профит, така да во една страна да биде задоволен и самиот земјоделски производител, меѓутоа и советниците или стручните служби кои што редовно и упорно соработуваат со таквите производители. Аграр, емисија од областа на земјоделството, секоја недела во 14 часот и 30 минути. Реприза, понеделник 13 часот и 30 минути. Само на телевизија Интел.